Кога се појави пред 9 години, Nissan Juke оформи потполно нов сегмент на спортско корисни возила. Дури 9 години обстана на пазарот, дури не дојде неговата втора генерација која денеска ја имаме на тест. После Nissan Juke се створи една лавина на новитети во ова поле. Во полето на спортско корисни возила или кросовери од сегментот D. Базично беше представен како извишена варијанта на Nissan Micra, а втората генерација која денеска ќе ја тестираме е поголема во сите правци. И уште од почетокот највпечатливиот дел е предницата. Погледнете само како делуваат овие геометриски форми на напред. Делува целата каросерија помалку и езотерично, а задржани се крупните светла, но овој пат малите горни светла се издолжени и даваат еден сосема нов печаток на предницата. Во попремените верзии каросеријата е биколорна, што дава еден сосем поинаков печаток и поинаква димензија на целата каросерија. Погледнете само овие испрекршени линии како се добро складени и даваат една сосема нова интерпретација на целата контура. Во гепекот има големи промени. Кога збориме за претходната генерација, внатре можевте да ставите паричник и можеби една мала торба, а овде имате на располагање 422 литри, што е сосема доволно. Интересно решение е и отварањето на задната врата, која е интегрирано со самата врата и интегрирано е во контурата на ентериерот. На задната клупа во претходната генерација немаше простор да се седне удобно, но сега е приказната нешто поинаква. Предното седиште е наместено како мене ми одговара за возачката позиција, а гледате дека имам сосема прифатлив простор за колениците и за нозете, но непријатно е оваа положба што ја приморува главата да ви биде малку на страна, бидејќи овој дел не ми дозволува да седам удобно. Исто така на задната клупа е предвидено да седат тројца, но тоа не може да се случи. За двајца може да има простор доволно, но за третиот човек ќе биде голем проблем. Но кој го купува овој автомобил за да седи позади? Скоро никој. Па да видиме што се случува на возачката позиција. Работното место на возачот делува модерно. Кластерот со инструментите е динамичен и потсетува на спортски автомобил, исто како и управувачот кој на долната страна е засечен, па дава едно спортско чувство. Инаку внатрешноста е проткаена со висока технологија. Имаме екран осетлив на допир, навигација и динамичен изглед во внатрешноста. Дури има и модови за начинот на возење. Инаку, материјалите во внатрешноста се квалитетни. Мене ми се допаѓаат и овие дифузори за воздух кои делуваат на турбина. Од самото лансирање Nissan Juke се нуди само со еден мотор, и тоа бензински 3-цилиндарски со зафатнина од 1 литар и 115 конски сили. Тој во поопремените верзии е впарен со 7 степен автоматски менувач со двојна спојка. Па да не должиме да видиме како се однесува тој на пат. Nissan Juke никогаш не бил на врвот на возните својства во својот сегмент, но далеко од тоа дека не заслужува посебно внимание. Првиот дел од тестот го почнувам на многу лош асфалт и лош пат, и тука се гледа целокупниот сетап на возилото. Она што не ми се допаѓа е тоа што директно ги пренесува вибрациите од подвозјето на телата на патниците и на возачот. Ја ја чувствувам секоја дупка. Можеби тоа и поради поголемите тркала кои ги има, но тука доаѓа до впечатление
почеток и звучната изолација која не е баш на највисокото ниво. Впрочем, во овој сегмент на возила односно звучната изолација не може да биде силна страна на ниту едно од возилата. Реков дека е погонуван со 1 литарски 3-цилиндарски турбобензински мотор кој испорачува 115 конски сили и впарен е со 7-степена трансмисија со двојна спојка. Но моторот некако работи малку и мрзеливо, како да му треба многу време да ги наполни преносите. Од спортското чувство што се има зад управувачот го интензивираат и прекинувачите за менување на степените на преносот кои се наоѓаат позади воланот. Нивната работа е добра, брзо ги менуваат преносите, но како што реков, на моторот му треба повеќе време за да ги, да кажем онака стручно, ги наполни преносите. Управувачот добро се справува со командите на возачот. Во секој момент имате јасна представа што ќе направи каросеријата и што треба со воланот да направите за да ја смирите. Се разбира дека Nissan Juke е опремен со високо ниво на безбедносна технологија, но имате можност како возач малку и сами да ја командувате каросеријата и да ги почувствувате благодетите на благото и контролирано пролизгување. Juke доаѓа со погон само на предните тркала. Изгледа за овој субкомпактен кросовер помина времето на погонот на сите тркала. Но се покажа дека погонот на сите тркала е скоро и непотребен дури ни за оние кои сакаат да го живеат животот по принципот гледајте ме, чудете се. Едноставно, субкомпактните спортско корисни возила се наменети за во град, не за терен, можеби за поминување на некое неасфалтирано парче пат, но за тоа не ви се потребни погонот на сите тркала, ниту пак редукторот на силата на моторот. Во внатрешноста на Juke јас се чувствувам навистина удобно. Големо внимание посветено на удобноста и на ергономијата, како и на опременоста. Тука треба да сте вистински манџија на тестираниот модел да му најдете недостатоци што се однесува до опременоста. Доаѓаме и до цената. 25.000 евра за овој мини убавец. Може би цената е повеќе од дискутабилна, но треба да имате во предвид дека е опремен со сета можна електронска асистенција што се однесува до безбедноста. Потоа имате 7-степен автоматски менувач со двојна спојка, а потрошувачката просечна која забележавме од 7,1 литар не е за најголема пофалба, но и не може многу да ја критикувате. Тоа беше се што подготвивме во ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав до следната емисија. Останете во добро расположение, но и во добро здравје. До гледање.